Европската Унија јасно да го осуди мешањето во внатрешната политика на Република Македонија. Ова е клучната порака што македонскиот председател Ѓорѓе Иванов ја упати на синоќишната средба со високата представничка Федерика Могерини по заканувачките изјави на Еди Рама и Хашим Таџи, што стигна од Тирана и Приштина. Иванов предупредил дека немањето на јавна осуда за флагрантното мешање во внатрешните работи на Македонија ги создава проблемите и води кон поширока дестабилизација. Ова е шанса Европската Унија да ја повтори поддршката за неповредливоста на границите на Балканот, рече македонскиот председател на средбата. Иванов повторил дека нема да даде мандат на секој оној што преговара за платформи на други држави со кои се оценува Македонија. Според Иванов, со преговарањето на постизборна платформа се руши македонскиот устав. Граѓаните на изборите гласаа за европски реформи, а не за постизборна платформа на туѓа држава, рече председателот Иванов, алудирајќи на обидите за наметнување на платформа договорена во Тирана со албанскиот премиер Еди Рама. За Иванов важно е и да има попис кој би отсликал и реалната состојба на населението во Македонија. Иванов посочил и на неопходноста за завршување на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија, за да може, доколку е тоа потребно, да ја продолжи прогласената кризна состојба поради илегалната миграција. Земјата нема повеќе време за губење. Од волјата на политичките лидери зависи дали ќе ја продлабочат кризата или ќе и помогнат на земјата да оди напред. Ова е изјавата пак на високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската Унија Федерика Могерини. Од председателот Иванов таа побара да ја преиспита одлуката за недоделување мандат за нова влада. Од председателот побарав да ја преиспита одлуката и согласно уставот, со тоа што мандатот ќе го додели на кандидатот кој ќе направи мнозинство. Би сакала да кажам дека сите политички лидери имаат институционална одговорност да ја смират реториката и да ја смират оваа политичка и институционална криза, да прирасне во интеретнички конфликт или уште полошо во геополитички конфликт, изјави Могерини.